Побројните реакции во јавноста и кратко препукување на собраниската седница предлог законот за реализација на проектот Скопје Европска престолнина на културата 2028 беше повлечен со одлука на вонредна координација на координаторите на пратеничките групи. Спорен е начинот на кој е предвидено да се управува со проектот и со јавните средства, преку фондација која би била одговорна за реализацијата со посебни правила за јавни набавки. Опозицијата обвини за опасен преседан преку кој неконтролирано ќе можат да се перат пари. За жал, престижната титула Европска престолнина на култура Скопје 2028 година за ВМРО ОКГ стана нов начин на перење пари. Криминалната организација ВМРО ДПМН повторно се обидува да протне закон со кој ќе се заобиколат правилата за јавни набавки и ќе отвори простор за нови милионски тендери без контрола, како што и всушност реагира и целата јавност. Костадиновска реагира и зошто во законот не се спомнати и вклучени уметниците кои всушност ја подготвиле апликацијата и ја добиле титулата. Сметаа дека ова е работа на секторите за култура и туризам на градот, кои доколку имаат потреба може да објават повик за ангажирање на надворешни експерти. Од ВМРО ДПМН изјавија дека за законот ќе се прават дополнителни консултации. Врз основа на заеднички разговори донесена одлука поради дополнителни разгледувања и поради барање на опозицијата, како и на надминување на одредени работи кои што им се нејасни во самото законско решение, истата да биде повлечена денеска од дневен ред. Законот постои во собраниска процедура, но ќе се разгледува после одморите или кога ќе се создадат услови за истиот. Левица преку соопштение пак обвини дека градоначалникот на Скопје го назначил поранешниот директор на Македонската радиотелевизија Маријан Цветковски за директор на фондацијата што треба да го реализира проектот, иако таа се уште не е законски формирана. Подсетуваат и дека во 2019 година против него била поднесена кривична пријава до Управата за финансиска полиција поради сомнение за злоупотреба на службената положба. Праксата на другите градови кои биле европски културни престолнини е следната. Во Риека не е формирана фондација, туку трговско друштво и проектот е реализиран без посебен закон, додека во Нови Сад и во Темишвар проектот го спроведувала фондација основана од градот, но се применувале постојните закони за јавни набавки, буџетско работење и градење. Скопје ја доби оваа титула во 2023 година кога ја победи Црногорската Будва.